Пејачката Ивона Јо ја сретнавме непосредно пред нејзиниот настап. Првото јавно појавување по големата лична загуба – смртта на нејзиниот татко. Со видлива емоција, но и достоинствена сила, таа ни изјави дека сцената ја помага повторно да застане на нозе. Во моменти кога многумина би се повлекле, Ивона избра да продолжи со љубов, благодарност и сила што инспирира. По извесен период на тишина и лични предизвици, Ивона Јо повторно се враќа на сцената. Вечерва пред настапот со нас поделува дел од своите емоции, силата што ја движи напред и новата енергија со која се враќа на својата публика. Ивона, добро вечер и добре ни дојде во Хајп повторно. Кажи како си ми? Подобро ве најдов, ви благодарам што ме почекавте, благодарам што сте тука пред настап да поразговараме. Инаку не би дала, не се спремам во последниот период нигде. Така да ова е 5 за 12, буквално момент за давање на изјава. Фала ви. Фала ти и на тебе секако. Ивона, какво е чувството повторно да се вратиш пред публиката? Знаеме дека еден период паузираше со настапи, со музика. Кажи ми како си сега, како се чувствуваш? Секогаш убаво да се вратиш дома, знаеш како? И сигурна сум дека сите после одреден период сакаме да се вратиме дома. Мене дома ми е сцената, мене дома ми е ова, така да едва чекам да застанам и едва чекам да се поврзам со публиката, затоа што ова е мојот втор дом, место каде што се чувствувам најбезбедно, најсигурно и најсакано. Ивона, знаеме дека изминатиот период беше исклучително тежок за тебе, по загубата нели на твојот татко. Кажи ми што те прави силна и те мотивира да чекориш напред? Во овие моменти кога ќе изгубиш најблизок, сите ги бираат нешто во кое што веруваат и ние како луѓе имаме таа можност да бираме во што сакаме да веруваме. Јас бирам да верувам дека е тука и дека еве после 20 дена после неговата смрт ова ми е прв настап и прво јавно појавување и верувам дека оваа вечер ќе е тука со мене и аплаудира до мене и горе од небото. Ме прави стилна што знам дека е на подобро место. И знам дека морам да продолжам, ништо друго. Не сум силна, не сум јака, нашминкана сум, средена сум за настап, не сум моментално силна, но единствено нешто што ми дава сила за да се појавам и да ја работам работата со која што се занимаваме, неговата љубов кон ова ја што го работам и тој ми е најголема подршка. Како ја прими веста за смртта на твојот татко? Се враќав од Бугарија, од настапот од Бугарија и тоа беше настап кој што татко ми ме однесе таму и затоа сум многу среќна да се вратам на сцена затоа што тоа беше нашето последно видување, тоа ме остави да одам на настап, така да таму и ќе ме најде и ден денес. Ништо крие од мене, се дури не се вратив од пат, кога се вратив од пат и начекав безброј коли пред нашиот дом, паркирани, не ми беше јасно што се случува, не помислив на ништо затоа што татко ми беше во тотално здравје. Татко ми немаше никаква здравствена потешкотија. И едноставно сватив дека нешто се случува кога видов толку многу коли. Кога видов мајка ми стана јасно и толку паметам. Смешно во целава ситуација што веднаш ме дочека со таблети, со се, одбивам и до ден денес, затоа што сакам свесно да го издржам ова и свесно да ја дочекам тагата за да не прокрастинира и да не се јави во некој подоснежен период во мојот живот. Така на тоа се сеќавам. После имам 2 дена магла и после 2 дена повторно се враќам во нормала, ако има нормала, во новата нормала за мене. Која беше причината за неговата смрт? Срцев инфаркт. Во тотално здравје. Во тотално здравје, затоа апелирам, гушкајте ги најблиските секогаш кога ќе се разделите со нив, затоа што стварно никогаш не знаете кога е последен пат кога ќе ги видите. Ивона, колку поддршката од најблиските и од публиката ти помогна да ја најдеш натрешната сила и да продолжиш понатаму? Па воедно публиката и луѓето кои што се на настап се тие поради кои што ние пееме како артисти, ние се појавуваме тука заради нив, така да без нивната поддршка, без нивните пораки кои што секојдневно ги добивам, без разлика во состојбата во која што сега се наоѓам, е еден пат кој што многу помага и многу мотивира и Тош има една прекрасна изјава
мојата мотивација за кариера не е само мојата кариера, туку позитивно да влијам на луѓето. Така да мене тоа ме води, тие пораки кои што ги добивам и тие зборови после настап, пред настап се така мојот ветер у леѓа, ако можам да се изразам на српски, и тоа е мојот лайф мотив за да повторно така како Феникс се појавам на настап. Во август извади песна Молитва, прекрасна песна со прекрасен видеозапис. Не сме зборувале на оваа тема. Какви се бенефитите, какви се впечатоците од песна? Искрено, песнава не можев доволно да ја дадам затоа што настапи период кој што настапи. Песната ќе си го најде своето место. Песната е ремек дело на Темелко и многу го сакам, многу го поздравувам во овој момент. Ќе си го најде својот пат. Премногу ја сакам затоа што има огромна порака. Има многу голема христијанска позадина, но и порака која што секој човек може да ја најде, а тоа е дека во секој од нас лежат вајца, или оној кој што те саботира, или оној кој што те води напред. Само на тебе кој човек ќе го разбудиш, кој волк ќе го раниш. Јас се решив да застанам и да го ранам оној кој што ќе дава поддршка и мотивација на луѓето, баш поради тоа што и на мене ми е потребно. Ние сме огледало, ние мораме тоа да го признаеме. Што даваме и што очекуваме да добиеме, тоа и очекуваме да го добиеме. Што даваме, тоа и очекуваме да го добиеме. Работиш ли на некоја нова музика? Дали може да очекуваме нешто ново што ќе одразува твојата емоција и зрелост во овој период? Може би е рано, меѓутоа може би токму во овие моменти имаш некоја инспирација. Артистите во овие моменти пишуваат и артистите во овие моменти одат во студио, така да, напорно се работи на тоа. Татко ми последната песна Небо моја, која што доби на втора награда од публика на Охридски трубадури, слушајќи со мама, кажал многу тажни песни пее, така да јас ќе испеам уште една таговна за него, која што се создаде баш овој период, а подоцна сакам нешто баш во име на тој муабет негов, да извадам и нешто забавно за да може горе да ја пуштат и да се весели. Што би им препорачала на сите кои што во моментот минуваат низ тежок период, а сепак се обидуваат да најдат некоја светлина? Најди го твоето зошто. Find your why е нешто што мене ме одржува. Јас постојано кога и да паѓам, кога и да неќам да работам веќе со кој што се занимавам веќе 10 години, ја го пронаоѓам моето зошто. Зошто почна? Зошто сакаш со ова да се занимаваш? Многу лесно се враќаш на стаза. Ивона, ти благодарам многу. Ти посакувам прекрасен настап и успешен. Забавувај се, животот продолжува натаму. Ние сме секогаш тука да те бодриме како наш добар соработник и ти посакувам многу успеси во иднина. Фала што сте тука и извинете што доцнам и што доцна дојдов. Чувајте се.